Здраво на сите. Видно е дека во Грција, во политичките кругови, постои надеж дека, барем постоела надеж, дека работите ќе се закочат кај нас во Македонија и дека воопшто топката нема да се префрли кај нив и нема да дојдат во ситуација да одлучуваат и да преземат одговорност. Но сега кога веќе она кој што можеби некои не го веруваа дека господинот премиер Заев ќе обезбеди 2/3 и сега веќе се чувствува, еве, например, во партијата, во АНЕЛ, во партијата на Каменос, има превирања. Вчера во Солун има народно како собрание на партијата, на кое што Каменос ги искаже своите ставови. Еве, овдека имаме текст во Елефтерос Типос. Што одговори Куик? Хамостус Анел, мешаници во Анел поради нападот на Каменос за македонокластите. Некој деловец во таа партија ги нарече македонокласти, противо македоноборци. Вели мешаница во внатрешноста на Анел, со тоа откако Панос Каменос јавно ги обвини дел од партијата кои што во суштина, велејќи дека во суштина не треба да се сметаат ни дека се дел од партијата. Министерот за одбрана уште претходно имаше искажано индиректно, иако јасно, имаше искажано својот став против ваквите делови на партијата. На собранието на партијата, на собранието на АНЕЛ, велејки, сега во последно време се појави и една нова категорија, македоноборци, македонокласти. Значи сега на грчки имате македономахи и македонокласти. Македономахи се оние кои што се борат за Македонија, а македонокласти се оние кои што се борат против Македонија, како икономахи. Пак обратно, икономасите беа оние што се бореа против иконите, заедно со иконокластите. Икономахос и иконокластис е исто, а македономахос и македонокластис не е исто. Кои што не испреварија, иако им дадовме, па и без да бидат и советници, да имаат министерски плати, па сега ни дури не критикуваат, ви барам извинување, јавно им вели во видео тука сега гледа, на своите сопартици, значи ви барам извинување што ги ставив на клучни места, јас сум виновен, ја превземам одговорноста и ви ветувам дека овие личности, овие типови немаат ништо повеќе со АНЕЛ, завршија, зашто ни стапна на плеки, на нашите плеки, на вратот. И им посакувам добар пат, среќен пат. И сега интересно е ова видео тука, каде што Каменос зборува од една страна за македономахите и од друга страна за македонокластите, кои што меѓу кои што тој се има најдено по средина, па ќе видиме како ќе изигра. Од
Оп. Остана пак на терен Сквик, кој што се наоѓа во Каиро, на официјална посета, се кажа мислењето дека, значи, го кажа следното мислење, се наоѓам во Египет, како заменик министер за надворешни работи во служба на надворешната политика на нашата татковина, како што ја определува премиерот и министерот за надворешни работи Алексис Ципрас и нашата влада. Каменос, тоа што веќе го кажавме, неговата изјава, заминуваме од владата кога ќе дојде на ред да се зборува за договорот од Преспа. Тоа е што се однесува до овој дел во Елефтеростипос. Надолу делот веќе го обработивме во претходното наше видео. Се однесува на тој негов став дека ќе излезат од владата кога ќе дојде на ред прашањето околу договорот од Преспа. Ве поздравувам. Понатаму во следните видеа ќе обработиме два написи од Танеја, Фиром, следните чекори за промена на уставот, и ВМРО ги отпиша своите 7 пратеници кои што го поддржаа Заев. Понатаму од Товима ќе го видиме овој текст. Тешкиот пат од гласањето за уставно преразгледување до промена на уставот, до промена на името. И другиот напис од Товима е Фиром, БРМ, 8 кои што го поддржаа Заев, бараат осигурување за македонскиот идентитет. И уште еден напис од Катимерини, што се однесува на односите помеѓу Сириза и Анел. Вели коалицијата Сириза-Анел се наоѓа оди по тенко јаже. Ве поздравувам, се гледаме и се слушаме на наредните видеа.